сега јас ке кажам добро утро за нашиот следен гостин во студиото, кој веќе е пристигнат тука кај нас, Александар Георгиевски, градоначалник на општина Илинден. Добро утро и добро ни дојдовте. Искра, повторно имаме една преубава тема, со оглед на тоа дека општина Илинден, впрочем како и секогаш, ќе го одбележи патрониот празник, нашиот голем Илинден 2 август. Повелете, сигурно дека ќе најавите сето она што ќе се случува во општина Илинден и се надевам дека многумина ќе бидат дел токму од сето ова. Ви благодарам за гостопримството. Добро утро и вам. Секако. И многу ми е пријатно во студио вака со две дами. И нам не мило, верувам и на гледачите, што вака лично и персонално дојдовте да ги поканите на овој голем ден. Како што рече, вообичаено, тоа ми е и првото прашање. Сите, мислам дека нема кој нема слушнато дека на големо го одбележувате овој ваш ден, но за каква традиција станува збор? Од кога се одбележува ова? Па, ако општина Илинден е прилично нова општина, ако гледаме историски, ние постоиме од 1996 година, значи неполни 30 на години, и уште при формирањето на општината, нели, се одбра името Илинден, што го носи најголемото населено место во нашата општина, и така не се одбра денот на формирање на општината, него се одбра имендено да се прославува. И традиционално секоја година спроти празникот Илинден, непосредно неколку дена пред празникот Илинден, се одбележува и денот на општината, како што си го викаме ние, и вообичаено се одбележува вака со музички настан. Не е само нешто церемонијално колку да се одржи, него секогаш имаме музички настан, некој концерт, гостување на музички звезди и така натаму, и сметам дека тоа веќе прерасна во една традиција кај нас во општина Илинден, што ете сакаме да ја продолжиме и да ја развиваме. Да, и сите знаеме дека е весело, бучно, посетено, но сакам малку да ве вратам назад, ете во таа 96-та година, кога уште не сте ни знаеле дека ќе бидете еден ден градоначалник на општината, сте биле дете или млад тука некаде со годините. Како сте го доживувале овој ден? Па интересно. Најпрви сакам да кажам дека Илинден, освен што е именден на нашата општина и нели се прославувал во нашата општина, Илинден сме го доживувале на поинаков начин, затоа што е еден од најголемите национални празници на Македонија, односно македонскиот народ. И традиционално исто за овој ден, тоест за самиот ден Илинден, се сеќавам во младите години кога сум бил тинејџер, нели, помлад човек, сме иделе во Крушево, вообичаено, каде што имаше големи прослави, општенародни прослави на Мичкин камен и така натаму. И ете ми останало во памтење и тоа и овие прослави што биле на општински, така да во едно убаво сеќавање, за едни убави времиња, би рекол. И овој ден не го одбележувате само еден ден, значи официјално големата прослава ќе биде во четврток, но традиционално ден предходно започнувате со голема крводарителска акција. Тоа ќе биде утре, така? Да, утре има голема крводарителска акција. Ете користам прилика да ги поканам сите граѓани, сите крводарители во Домот на култура во Илинден од 10 до 14 часот. Може да дојдат и да даруваат крв во чест на големиот национален празник Илинден и патрон празник на општина Илинден. Тоа е утре, а веќе во четврток вечер во 20 часот пред Домот на култура Илинден ќе се одржува, тоест во амфитеатарот во дворот на култура, Домот на култура во Илинден ќе се одржува и самиот вечерен настан, каде што ќе имаме гостување на неколку музички звезди, најпрви настап на највозрастните, на хорот од страна на Сдруженијето за пензионери во Илинден, а потоа треба да гостуваат Андријана Јаневска, нашата поп звезда, и Александар Тарабунов, исто така со свој бенд. Интересно ми е, исто како го прочитав за Сдруженијето на пензионери, каква соработка си имате со пензионерите? Какво сдружение е ова? Весело, активно, предпоставувам, што ми имате свој хор? Па видите, одлична соработка и тие се едно од најголемите сдруженија на територија на општина Илинден, затоа што преку 2500 пензионери таму членуваат, така да како сдружение, како организација се многу големи. Имаме изворедна соработка и се многу активни како пензионери. Се сеќавам дека оваа пролет се одржува некои спортски игри пензионерски кои што ние бевме домаќини, тоа се одржава во Илинден. Се сеќавам минатата година има исто така фолклорни некои игри кои што се собираат повеќе сдруженија на пензионери, па има некој домаќин, исто така Илинден беше домаќин, па така да имаме добра соработка и со нашето локално сдружение,
и со државното здружение што име, така да имаме одлична комуникација, се грижиме и за повозрастните, им даваме простор во рамки на нашите можности, нели, во нашите настани општински што ги организираме, така да имаме супер комуникација. Иако е ова ваш ден на општина Илинден, сепак претпоставам дека поканата е отворена за сите. Така, значи, иако е овој ден на општина Илинден или патрон празник на нашата општина, сепак повикот за присуство на овој настан е општонароден, затоа што сепак го одбележуваме и 2 август Илинден, така да освет граѓаните на општина Илинден, повикот и поканата важи за сите граѓани кои што се љубители на музика, кои што сакаат добра музика и забава, да дојдат и да присуствуваат во четврток во 20 часот Домот на култура. Што очекувате од посетеност? Расте од година во година, добива на масовност? Па, стандардна посетеност, ние имаме амфитеатар што има околу 300 до 500 луѓе капацитет, кој што вообичаено се полни, имаме двор каде што исто така луѓето доаѓаат, така да има раздвиженост за општина Илинден, тоа е солидна посетеност, се надам дека оваа година ќе биде уште подобро. Важно доаѓаат и луѓе од страна, така што да, има и луѓе од страна, но претежно се граѓани на општина Илинден, од сите генерации, од сите возрасти, од пензионери, млади луѓе, фамилиарни луѓе со мали дечиња и така натаму, така да шаренолико е, интересно е, убаво е и ете еден вид дружење помеѓу самите граѓани. Ајде малку за самата општина, секоја си има свои специфики, пошто е вашата посебна, вие како би ја опишале, односно како ја доживувате? Интересно прашање, затоа што општина Илинден генерално е општина која што е позната како еден вид предградија на Скопје. Ние сме скопска општина, ама и не сме скопска општина. Од која причина? Ние сме дел од Скопската котлина, од Скопскиот плански регион и се наоѓаме, нели, во Скопје, ама не сме административно во градот Скопје, не сме под градот, него сме сами, индивидуални и посебни. И тоа не прави горди, затоа што сме независни и зашто сме свој на свое. Инаку е позната највеќе, морам да признам, по својата местоположба, индустријски капацитети, бизнис општина, тоа што на нашата територија како стратешко значење се наоѓаат неколку коридори, тука се вкрстуваат главните коридори 8 и 10, тука поминува железницата, тука е аеродромот на нашата територија, клучни правни субјекти имаме огромни, како што е рафинеријата Окта, најголемите економски зони, Тирс 1 и Тирс 2, Скопје 1 и Скопје 2, Бунарџик економската зона, уште 5-6 локални економски зони, така да Илинден е една позната, препознатлива веќе бизнис локација, каде што на дневна база илјадници луѓе, не само од општина Илинден, од градот, од соседните градови, од Куманово, од Свети Николе, од Велес, од фреквентно место може да се каже. Значи од кај не доаѓаат да работат токму во општина Илинден. Имајќи го на ум сето ова што го споменате, какво место за живење? Па ние се трудиме освен ова да бидеме и добро место за живење, во која смисла ние сме по дефиниција, по карактер, рурална општина, но се трудиме што повеќе да се урбанизираме и мислам дека тој процес на урбанизација засилено тече. Се трудиме со многу инвестиции да ги подобриме условите за живење и морам да кажам дека многу граѓани од други општини и од центарот на градот, но и од внатрешноста на Македонија, доаѓаат и ја избираат општина Илинден како свое место на живење. Зашто? Бегаат Овие што се од центарот бегаат на периферија, малку претежно сакаат да дојдат во куќи, дворови и така натаму, да го избегнат тие секојдневните гужви, нели, што ги наметнува центарот на градот, тоа е кај од внатрешноста доаѓаат и тие исто така се населуваат во куќи, но има и стамбени згради, па купуваат и станови во Илинден, затоа што се поблиску до Скопје. Илинден е брзо растечка општина каде што нуди многу услови за подобар живот, за развој на деца и така натаму, така да исто така одбираат и тие како дестинација за живење. И ние сме една од ретките општини, можам да кажем, која согласно пописот 2021, што беше последниот попис, кај што покажа, нели, дека помалку, за разлика од минатиот попис, 10% помалку жители имаме со иселување и така натаму, лоша демографска слика, која општина имаме зголемување на населението. Ние имаме обратно, процес на 10% пораст на населението. И можам да кажем и овие години, наваму последниве 3-4 години, исто така се забележува
пораст на населението и тоа може да се види од опфатот на деца во предшколска возраст, во градинките, во училиштата и така натаму, дека особено поголемите населени места во општина Илинден и како се зголемуваат, раснат. Да, вие фрливте доста акценти на младите и токму да се задржат семејствата таму. Паметам пред 2 години, мислам, кога бевте овде, се најавуваше реновирање на градинка и отворање на ново училиште. Така. Како функционира училиштето? Полно, гласно? Тоа ги најавивме, значи веќе од 2022 го отворивме нова училишна зграда во Илинден, каде што генерално тоа училиште е во подрачно училиште на основното училиште Гоце Делчев и таму се смести најмалите, прво, второ, трето до пето оделение и до тогаш општина Илинден немаше воведено целодневен престој. Ние целодневна настава како и да се Што е огромно улеснување за родителите. Од тогаш веќе воведовме за прво и второ, а се надевам дека се од септември, убеден сум дека ќе воведеме и за трето оделение, така да отворивме сензорна соба во тоа училиште, така да ги подобривме многу условите за учење нашите ученици. А во однос на градинката и таму почнавме со доградба, веќе е тоа завршен е проектот и очекуваме негде сега опромувањето внатрешно е, очекуваме од 1 септември да биде ставено во функција и веќе да биде полно со дечиња во септември месец. И мислам, секојаш давате отчет и доста се транспарентни, на вашата страница се може да се види секој ден ваш проект. Издвоив некој што вака ми остави особен впечаток. Прво спортска сала, спортско игралиште отворите. За какво игралиште станува збор? Значи вака, ние за спортските терени многу вложуваме и речиси во скоро сите населени места ги реконструиравме спортските терени на отворено, а специјално игралиште направивме во Илинден, тоа е во рамки на спортскиот комплекс, позади спортската сала и тениските терени, каде што се изгради специјален терен, мултинаменски терен на специјална подлога за повеќе спортови, од играње фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и така натаму. И е еден комплекс кој што стварно веќе заличува да опфаќа се и сега моментално почнавме еден нов проект токму во тој дел околу тоа игралиште кој што веќе го пуштивме во употреба пред неколку месеци, започнавме проект за изградба на посебна атлетска патека, скратена атлетска патека околу самиот терен и трибина. Така да уште повеќе го збогативме тој дел и тој спортски комплекс во Илинден. Оно што е најтазе, ново место за рекреација, тоа е Видиковец сте направиле. Да, тоа е интересно, заедно со општествено одговорни компании, со поддршка. И што се гледа таму? И има интересен поглед на Скопската котлина, се гледа Скопје и тоа е на мене тоа прица за граѓаните на Бунерџик, во населено место Бунерџик, на рурално место што е тука и има идеално место кое што станува многу атрактивно последниве години, се продаваат плацови, се купуваат куќи, се градат викендици, највеќе за тоа. Има изворен поглед и за разлика од низината од Скопскава котлина, малку така и воздухот е подобар и погледот е подобар и овие горештини колку толку има поголемо струјање на воздухот, така интересно место, убаво место и овој Видиковец е токму наменет за тие граѓани кои што таму живеат, во вечерните часови за нивно поголемо дружење. И оно што е нешто невообичаено, би сакала и другите да го превземат како пракса веќе, вашиот пример да го следат. Се отворили лабораторија за проверка на тоа каква вода, каков е квалитетот на водата што го пијат вашите жители сограѓани. Така. И каква вода пиете? Па сметам дека е добра, сега ќе ви каже лабораторијата. Се шалам таму на работа. Вака, оваа лабораторија не беше предизборно ветување, не беше во нашата програма и влезене во стратешкиот план на општината и тоа е под управување на јавното комунално претпријатие Водовод Илинден, каде што ја користам прилика се заблагодарам на вработените таму, на директорот и вработените кои што макотрпно работеа изминатиот период за да ја добиеме оваа лабораторија. Инаку самата лабораторија е една од ретките каде што некое претпријатие може да ја има, освен дали ЈКП Водовод и канализација кој што е големо претпријатие и така натаму. Еве ние направивме своја лабораторија. Во прва фаза оваа лабораторија ќе служи исклучиво за потребите на нашето јавно претпријатие, за контрола на водата за пиење од сите населени места, контрола на водата на сите, за повеќе аспекти има таму за што се може да се проверува нели водата, за кои вредности, така да имаме оваа опрема што ја ставивме во разговор со експертите кои што нели ја монтираат таа опрема, кажуваат дека потенцијалот е огромен и за воидина, така да ние сакаме се да видиме како ќе функционира оваа лабораторија, која што сметам дека сигурно добро ќе функционира и да ја надградиме здравје до година и да пробаме да ја акредитираме.
доколку ја акредитираме, а се надам дека тоа ќе се случи, тогаш таа лабораторија освен за потребите на јавното комунално предпријатие Водовод или не за општината, ќе биде отворена и за сите граѓани, ќе може и физички лица, приватни лица, други компании, други општини да ја користат исто така за своји потреби за испитување на квалитет на вода. Ќе работат високо обучени лица, експерти во таа лабораторија, така да мислам дека на овој начин ја подигаме на едно повисоко ниво работата на нашето комунално предпријатие и свеста исто така кај граѓаните исто така може да бидат сигурни и спокојни затоа што контролата ќе биде на завидно ниво. И би сакала, значи премногу работи има за да можеме се да наброиме, но има нешто што ми е многу мило што се нафатиле со решавањето на овој проблем, со оглед на тоа што повеќето го пикаат некако по тепих, премногу име горлив и горчлив тој проблемот, а тоа проблемот со бездомни куќиња. Како општина Илинден го решава тоа? Да, тоа е интересно прашање, мислам интересно. Прашање кое што особено последниве години зема замав, затоа што не е решено со години не и е години, решено со години и години, така е. И за жал, ако ќе видам дека и во најурбанизираните градски јадра тоа не е решено. И не е решено на најдобар можен начин. Ние како општина, пак ја спомнам, рурална општина, која што пред 10 години било незамисливо да се занимава со куќиња, затоа што во секој двор имало по неколку и така натаму, претежно се села и сето тоа. Сепак одлучивме последниве години да се случуваме договор со ветеринарна амбуланта на јавен повик, нели, каде што таа амбуланта ветеринарна на повик на општината доаѓаат, каде што имаме куќиња кои што се болни, агресивни, напаѓаат и така натаму, ги заловуваат, ги носат во стационар, тие се вакцинираат, се чипираат, доколку се болни или не можат да, нели, тој третман да го издржат, тогаш се успиваат. Така да таргетот ни е да ги заштитиме барем затоа што општина Илинден е огромна во територија. Не е општина центар или не знам Карпош, што има огромна територија со многу села. Гледаме да ги заштитиме оние најурбанизирани јадра, особено околу училишта, градинки, каде што има најголема фреквенција на граѓани, така да во тие делови доколку нашите инспектори на терен приметат или добиеме повик од граѓани, ја активираме службата, доаѓаат, ги заловуваат и ги третираат овие бездомни куќи. И колку што разбрав, многу од заловените куќиња имале чип, што значи повторно човекот е факторот и виновникот што тие се нашле на улица, така? Не го спомнав тоа, за жал е така, затоа што многу од куќињата, ние ќе речеме бездомни, тие се напуштени во суштина куќиња, куќиња кои што се отфрлени од своите сопственици, ги сфрлаат некои особено во кога ќе се, нели, родат, кога се помали. Така да за жал е еден повик до граѓаните да избегнуваат на тој начин да се ослободат од животните, затоа што може да ги донираат, може да на друг начин да го решат тој проблем. Има кастрација, кои имаат своји домашни миленици кои што не сакаат да се размножуваат, постои тоа, така да и тоа сакам да споменам, се кастрираат исто кога ги заловуваат. Така да има многу начини како да постапиме со овие животни, не е начинот да како да кажам, на тој начин да постапуваме, нехумано. Ја не знам како стоиме со времето, јас сакам само уште нешто да ве прашам. Знаете дека имаме контактна емисија често пати, нели, со гледачите. Една од нивните најчести забелешки, не зборувам за вас, туку генерално, е дека кога некој ќе седне во фотелјата, веќе комуникацијата е попречена и дека немаат начин не само како да би се обратат на вас, на другите градоначалници со своите проблеми, а уште помалку да ги решат. Колку што знам, кај вас тоа не е случајот, вие одржувате комуникација, како успевате во тоа? Па, видете, тоа е едно од предизвикувачките работи, затоа што сепак сакате да искочите генерално на секој граѓанин во пресред. Ние вообичаено на секој 2 недели лично јас имам средби со граѓани каде што се јавуваат и каде што сметаме правиме селекција на оние граѓани кои што ќе се јават и кои што не може да го решат и сакат исклучително со мене да се видат, се гледаат. Оние граѓани кои што ќе се јават, имаат некој друг проблем кој што може некој друг да го реши од службите, го решаваат од службите, но освен тој начин на комуникација, нели што со доаѓање лично во општината и средби, секојдневна комуникација, имаме посебен
посебна алатка на веб страната прашува градоначалникот, каде што секое прашање кое што ќе се постави или забелешка се препраќа до надлежните или се одговара. Исто така на мојот телефон е ностоп достапен, на социјалните мрежи имам нели мојот официјален профил градоначалник каде што секојдневно добиваме пораки, коментари и така натаму, и морам да кажам дека стварно гледаме на секој буквално да се одговори, да се излезе во Кои се прес. најчестите потреби? Па видете, генерално се работи за ситни работи, можеби некогаш некои работи не се за општината или од недоволно информираност, но верувајте дека понекогаш работи стварно можеби за мала работа, но битна работа за некој човек, така да некогаш и од незнаење и така натаму, но некогаш има и крупни работи кои што на пример ете е добро да ги слушнете од граѓаните или кога ќе ги слушнете нивните размислувања или нивните забелешки, знаете како поинаку пристапувате на некој проблем, едно е од една страна кој ќе го слушнете, но друго е кој ќе го слушнете од самите граѓани. Така да сето тоа е многу битно и таа комуникација е многу битна за сите нас што се занимаваме со политика, особено ние градоначалниците кои што сме директно избрани од граѓаните, но тоа е препорака и за другите колеги политичари кои што не се директно избрани како нас градоначалниците кои што се именувани функционери од министри па директори надоле, дека треба да останат приземни, треба да останат постојат за граѓаните, затоа што треба да бидат во постојана комуникација со граѓаните. Ако изгубиме тој контакт со луѓето, тогаш ние сме се изгубиле. Тоа морам да го кажам. Јас многу ви благодарам, не само што држувате контакт со граѓаните, туку што одвоивте време и за нас овде. За самиот крај да уште еднаш покана отворена до сите. Така? Да, да искористам приликата уште еднаш да ги поканам сите заинтересирани, сите граѓани, гости кои што сакаат да присуствуваат на денот на општината, најпрви утре на крводарителна акција, а потоа во четврток од 20 часот во дворот на Домот на култура во Илинден на одлична забава. А вам ви благодарам уште еднаш за поканата и лично и вас ве поканувам во општина Илинден. Да, со тоа што јас уште ќе го искористам на крај моментот да ви го честитам и роден денот и да ви посакам и денес убав роден ден. Ви благодарам. Среќен роден ден и од мене, жив и здрав за сте, замисли искра да се сите градоначалници токму вакави, посветени на општината и на граѓаните кои таму живеат, ќе се безпрекорно убаво.